Да, ме фолоуна на Инстаграм, ме праша. Јас вообичаено сум скептик за такви работи. Секако ќе едам фустак, џабе гледам. Фер. Си ја заборавивме камерата. Сум заклучени сме надвор од апартман. Со италијанците ова, со италијанците тоа. Се договоривме да излагуваме, така да сите со коктейлите во стаклени чаши во кола. Ако го имате гледано претходниот влог, сигурно знаете каде патува моментално. Само што се качивме на траект кој што ќе не однесе до Крв. Имам спиено дури 2 сати. Не прашувате како екзистирам. Ајде конечно будно и одморено да ви се јавам во влогот. Вчерашниот ден остана недокументиран затоа што си легна во 9 како пензионер и стана во 8 како пензионер. Одиме денеска на еден интересен бич клуб Пазузо на другата страна од островот, така што претпоставам дека ќе биде интересно. Вчера бевме на плажа тука кратко и нешто не бев воодушевена искрено од плажата, така што ќе пробаме и некои други плажи. Ќе ви направам на крај, ќе ви дадам ревјуз за тоа како ми се допаѓа секоја плажа, од која страна. Го чекам сега друштвото да се среди и ќе одиме. Какво чуто јас да сум прва спремна. Спектакуларно. Outfit check. Другари, овој пат апсолутно ништо не ви снимам. Дури заборавам дека правам влог буквално. Сватив дека и мене ми требало одмор од се. Thanks for the effort. Thanks. Си одиме бе, таман тргнав да кажувам. Ништо по пат. Come in the vlog. This is the best guy in Corfu. Само што се запознавме со Хилмер од местото каде што седевме. И те фолоуна. Да, ме фолоуна на Инстаграм, ме праша зашто снимам влог и ми побара Инстаграм да supportнал, да подржи, да ме подржи и ни даде лимета затоа што сите маркети се затворени, а правиме домашни коктели. Еве лиметата. Еден другар знае да прави коктели, имаме шејкер. Додени сме во главниот град, така Крв, Киркира и преубава. Ние сме сместени во Ипсос. Мислам дека немам кажано, мислам дека ништо апсолутно немам снимано до сега, освен дека бевме на плажа денес. Така околу 12 часот и може би покасно, немам часовник сега. Сакам да јадам сладолед некаде. Се надаме дека најдеме нешто што работи за сладолед и си одиме со лиметата дома. Ништо. Друштво здраво, најакиот чешол на свет со Hello Kitty. Ева ни го погледот на Ипсос.
Подобро нешто од грчко овоше мислам дека не постои. Се дава во праски луденици се купува. Преубаво. Дечки, здраво. Опа, ќе паднев. Ние сме повторно во главниот град. Има многу автентични улици и на секој киош има нешто интересно да се види. Ресторани, барови и некои рачни изработки од локалци. Идуваме да седеме некаде на вечера и потоа на пијачка ако имаме време и ако сме расположени за тоа. Но целата вечер ќе ја поминеме тука дефинитивно. Има многу повеќе избор за се, за разлика од Ипсос, каде што се клубови претежно. Денеска не сме баш во клуб муд. Само што бевме во еден преубав ресторан и храната беше совршена. Едевме некои специјалитети на самиот ресторан. Јас вообичаено сум скептик за такви работи, секој пат сакам да јадам нешто класично. Си ја заборавивме камерата, сега се враќавме по нејза. Не ме сликаш? Со блиц? Нема блиц. Тоа автоматико. Меѓутоа, овој пат навистина се погодија и многу ми е драго што ете почнав да јадам други работи со basic паста или не знам, basic месо. Ради кој? Да, ради мојот најубав дечко. Покрај него, сладолето тука не јадеме? Ајде, добро. Покрај него јадам други ствари. Да, тоа сега да кажам. И одиме сега да јадеме благо, нели? Како секако после преубава вечера мора да се заврши со благо. Немаше таму благо во ресторанот. По-фин келнер немам видено јас во животот. Со многу убав глас. Google review ќе му направиме, ќе му напишеме дека преубав глас има. Јадевме некоја паста со петел и како се вика телешко. Инаку не знам што е фората со сите девојчиња, млади девојки со чизми, каубојки што се шетаат во јули. Јас разбирам трендови и се, меѓутоа овој тренд не можам никако да го сватам. Видете колку ред се чека за новаа сладкарница, за сладолед, за што и да е. Има онлайн нарачување, да го кажам тоа. Отвори онлайн мени за вкусовите на сладолед и ми се смеат. Дека секако ќе јадам фустак, џабе гледам, фер. Пистачио. Искрено преубав сладолед. Пак без блиц. Пак без блиц. Ама светло е. 10 од 10. Еве ви го местото да видите. Ова е добар контент за влогот. Заклучени сме надвор од апартман. Хаускиперот каде е сега да ни отвори сена. Do they have a key? Yes, I have, of course. No, but do they have a key? Or from it? Не се отвора. Страшно. Кон тоа циљаш? Да, бе, тоа е тоа. Како свети дека Венера?
поздрави. Од македонците. Во Заграда ќе пишеш. браво. Па добро утро. Вчера воопшто не ви се јавив. Бевме на истата плажа каде што бевме првиот ден на Пазузу и имаше журка. Требаше да одиме на Палео Кастрица и 2 дена поред откажуваме поради многу ветар. Денес одиме потенцијално таму, се надеваме дека нема да биде лошо времето. Еве го најакиот хаускипер што секој ден ни препорачува каде да одиме, каде да седиме и ни кажа едно кафанче вчера тоа што ви го снимав. Значи, ја во подобрата верна онака за гирот, софлаки, не знам, салати, грчки, такви работи не сум седела во животот. Леонидас Грил се вика. И сега издегуваме многу веројатно најрано за на плажа, 12:40. Порано мислам немаме излезано. Вчера во 3 и нешто излеговме. Заборев да кажам и влегов во кола за да не ме слуша зашто е надвор. Како се вика хаускипер бе на македонски? Што не пречекува домар. Домарот на апартманите. Уште од првиот ден пола сат не збореше колку италијанци му доаѓале во апартманите, што правел со нив, вака така. И ние викаме, аман човеков се фали италијанци дека му доаѓаат во апартманите, не знам што. И буквално секој е сабеле кога ќе го видиме навечер, било кога, значи ние ако сме излезени од апартманот, он е надвор, тука е присутен. Со италијанците ова, со италијанците тоа. Италијанците ова го прават, италијанците тоа го прават. И викаме, аман човеков секој ден само за италијанци збори. И свативме дека на островот мислам дека има повеќе италијанци отколку грци. Секој жив е тука од северна Италија преселен, мислам дека. Дури вчера диџејот им пушташе италијански песни и свативме дека со право Балос се избори за Italians, ама има таков грчки акцент и вика Italians. И уште нема пројдено ден да не ги спомна. Другаров направи нови коктели, ама се договоривме да излагуваме, така да сите со коктелите во стаклени чаши во кола. Одиме на крв пак. Трета вечер сме во крв, на крв во градот. Керкира, Корфу. Бало спуштал музика, затоа исклучив да немам копирајт. Бевме денеска на Палео Кастрицата, плажата што ние збореше дека треба да ја видиме. И не беше лошо искрено, меѓутоа имаше многу гужва таму каде што бевме. И отидовме со брод до Порто Тимони. Многу ми е темно сега. Фала. И седавме таму дока и 7 и нешто, тогаш беше последниот брод, а многу убаво ќе беше зајде сонцето баш врз море. Пуста плажа може да се дојде со брод или пешки, ама пешки е повеќе 40 минути по земја и кона вода да се качуваш буквално. Така што мислам дека скоро никој не оди таму пешки. Баш како залив, како полуостровче мало. И тоа е тоа. Што го правиме? Искачаме во 11 сати, инаку крв не е некое живо место за млади. Мислам, ама нема музика гласна, така да не знаеме кај ќе отидеме на крај, кај ќе завршиме. Планот е така. Одиме да возиме джетски. Малку ми е страф. Абе, има звучникова? Микрофон има.
Микрофон де. Леле, рака вам е боли. Дечки! My friend! Кај се вода? Ама е добро лето. Да? Да. Ме снимав мај нешто. Стварно? Ќе одиме сега во Пазузу на кафе. Тука. Многу добра плажа. Дечки, одморот завршува. Шетаме сега во главниот град за последен пат, затоа што тука фаќаме траект. И тоа е тоа, искрено баш преубав одмор, без никаква забелешка сум. 10 од 10.